Пред 102 години, на тој 28 јуни 1921 година, Ѓорче Петров по излегувањето од работа свратил во кафејаната која се наоѓала на улицата Екзар Јосиф во Софија. Таму тој пиел ракија со Петар Чаулев, член на Централниот комитет на ВМРО. Лицето по име Реджеп потоа по него влегло во кафејаната и останало да пие пиво. Откако Ѓорче Петров ја напуштил кафејаната околу 7 часот и 30 минути и тргнал дома, терористот Реджеп го следел и пред портата на неговата куќа на улицата Тробарска го убил. Така завршил животниот пат на еден од најголемите македонски револуционери, Ѓорче Петров, една од личностите кои целиот свој живот го посветил на борбата за слобода на македонскиот народ. Тој бил еден од најверните идејни соработници на Гоце Делчев и истакнат заштитник на целите и на принципите на внатрешната македонска револуционерна организација. Подоцна се претпоставува дека убиството го нарачал Тодор Александров и дека тоа представувало само едно меѓу бројните случаи на меѓусебните пресметки кои што се случувале во редовите на македонското револуционерно меѓу спротиставените струи и фракции. А за Ѓорче Петров немало дилема на која струја припаѓал, онаа која предводел Гоце Делчев, станувајќи на тој пат и еден од идеолозите на македонската револуционерна организација. Георги Петров Николов, како што му е вистинското име на Ѓорче Петров, е роден на 2 април 1865 година во село Варош, Прилепско. Се школувал во Прилеп, Битола, Солун и во Пловдив, а потоа бил учител во Штип и Скопје, каде соработувал со митрополитот Теодосиј Гологанов и ја поддржувал неговата идеја за возобновување на Охридската архиепископија. Бил професор во Битола и во екзархиската гимназија во Солун.